Да, по джинглот во оброкот на денот е она што е следно во рамките на ова петочно издание на Утринска на Телма. А ако ја гледавте најавата или нашето промо, тогаш веќе знаете кој ни е во студиото. Секогаш ги сакам неговите совети и неговите убави објаснувања за тоа како треба да изгледа животот на еден човек. Овој пат ќе зборуваме и за оние идни мајки, нели, или како во оној период на бременост мајките, на што се треба да внимаваат мајките, ама ајде пред тоа да ви кажам кој е во студиото. Дино Николич, здраво, живо, добре ни дојде. Ти благодарам и за овој пат присуството во Телма. Она што ќе го вкусиме на крајот на ова издание на Оброкот на денот е една прекрасна кето пастрмајлија. Точно. Пробавме кето пица, ама не сме пробале кето пастрмајлија. Така е. Да, денеска ќе ја пробаме. Фала на убавата најава, фала за поканата. Така е. Што се случува со мајките во оној период кога очекуваат најубавото да им се случи, нели, раѓањето на нивното дете? На што се треба да внимаваат? Што се влијае во процесот на, нели, носењето на плодот? Да. Неверојатно е колку голем број работи влијаат. Тука е исхраната, која што влијае директно на плодот и до одреден степен може и да фактички му заклучи одредени проблеми во иднината. Да. Еве да речеме, ќе ви дадам некои примери. Например, сега во поново време се гледа дека по статистиките на деца со аутизам, таа статистика некако расте. Значи, се повеќе деца се раѓаат со аутизам. И сега, видете, тука има, науката утврдува одредени, пример, поврзаности помеѓу конзумацијата на аспартам, кој што е вештачки засладувач. Сериозен сте со ова? Да. Добро. Тоа науката го кажува и веќе е познато, има неколку научни истражувања, иако главните препораки се дека аспартамот у одредени дози умерени е безбеден и така натаму. Меѓутоа за се стои што го имаме у производите, за се стои главна препорака дека е умерено и безбедно. Така е, дека е добар. Да, меѓутоа и тие што ги даваат тие препораки не знаат ние од колку места ќе внесеме аспартам или одредени конзерванси и слично. Да, аспартам. Добро. И ова е само еден пример, значи како фактички аспартамот може да придонесе да се случи ваква состојба да се појави. Така, значи тоа ете влијае на фактички на плодот, особено кај машките деца. Така. Што друго треба на што друго се треба да внимава мајката кога станува збор за периодот кој што, нели, како велиме, кога е жената во најубавиот период, да речеме, од животот или кога е во бременост, тогаш треба да сме потолерантни, така, хормоните се тука, тие знаат за предизвикации, какви состојби од плачење до смеење, севија, тука на куп, сите емоции ви се тука и никако не можете да се извлечете. Секојдневно живееме пак во време кога е стрес тука, таа идна мајка оди на работа, стресот не е исклучен, колку пак тој влијае заедно со еден, велите, вештачки засладувач, колку ги има во процесот заедно со во комбинација со стресот, па можеби и тие влијаат некако на незиниот живот, па и животот потоа на незиното дете. Да, дефинитивно влијае, затоа што стресот не е само една изолирана состојба, туку стресот може да дојде од многу страни и тој едноставно се преведува врз телото и во организмот како стрес. Значи, дали било ментално, дали било физичко, дали било од лоша исхрана, дали било од висок шекер, се случуваат оштетувањата на организмот и особено во бременост. Тука е многу ризично заради тоа што, пример, погрешната исхрана. Ако мајката има, пример, исхрана со многу јаглехидрати, ако има постојано висок шекер, ако внесува вештачки засладувачи, ако внесува пестициди и така натаму, особено во периодот на формирање, тоа е во првите неколку недели, да речеме во четврта, околу 12-та недела веќе се формираат половите органи. Односно се скоро формирани. Ендокриниот систем уште порано се формира. Така, ако во тој период мајката е подложена на се напластат стресови еден тон. Да, подложена е на штетни супстанции од околината кои што 100% може да ги избегне, можеби не сите, така, меѓутоа она што го внесува како исхрана може да го избегне. Еве како примерот со аспартамот или исто така многу кафе. Многу кафе, дури има научни истражувања викаат воопшто кафето може да ја намали плодноста. На плодот, да, во иднина, значи да направи човекот да има понизок тестостерон во иднина, например ако е машко. Значи сите овие работи резултираат во некаков стрес кај мајката. И сега што е битно, бремените жени и оние што сакаат да влезат во тој процес. Да влезат во таа прекрасна состојба, мора да припазат и да научат да се
фактички едуцираат што се влијае на плодот, на неа исто така, и како тоа да се минимизира или да се избегне. Така, еве ги спомнав пестицидите. Да. Тука има исто многу други супстанции во околината кои што се фактички прекинувачи, односно пореметувачи на хормоналниот систем. Тој хормонален систем кај плодот се формира не додека е внатре, доколку мајката во тој период е изложена на такви супстанции кои што го прекинуваат хормоналниот систем, односно ендокриниот систем, тоа се случува и кај секој возрастен. Ние сме постојано подложени на такви супстанции, тие ги има во парфеми, во дезодоранси, ги има на тастатурата која што е обложена со еден слој одозгора кој што фактички е канцероген, тоа што после некој време како што типкаме, така се лупи тој дел. Да, добро. Тоа е исто така канцерогено. И сега јас не велам дека треба човек да живее во стаклено звоно. Да се звоно. изолира, да, затоа што е невозможно, па да живееш така. Точно, меѓутоа треба да знае што е што, така, што влијае, како влијае. Да. Значи има многу такви супстанции кои што мајката доколку посвети внимание на тоа може да ги избегне. Особено во тој период кога се формираат клучните органски системи во плодот. Затоа што ако не се направи тоа, тие може недоволно да се развијат, бидејќи сите овие токсини влијаат, оштетуваат, може недоволно да се развијат и после детето ќе се роди со недоволни, со нецелосен систем, да. Така е, да. Колку мускултура МК обрнува внимание, да речеме, на овој процес? Какви се твоите искуства од тоа, дека се јавуваат ли можеби идни мајки кои што бараат никаков совет? Имаш ли идни мајки кои што сега во процесот, нели, на поминување на тие 9 месеци бараат совет за тоа што да внесат, а што да изнесат, нели, како да кажам сега? Не е тоа диета, туку начин на живот, начин на исхрана, заменување на едно со друго и така натаму, исфрлање на некои нешта кои што се недобри или штетни. Какви се твоите искуства пак во однос на резултатите? Да, се јавуваат голем број луѓе, значи и парови кои што сакаат да зачнат, значи и веќе кои што се бремени. Ние не сме, значи медицинска установа, не даваме пример диагноза или така, туку работиме со животен стил, работиме со она што е добро кај единката. Кај нас некогаш ќе се јават луѓе и ќе кажат јас имам пример таков проблем или таква болест. Болестите се една ситуација и ние можеме да се тепаме со болестите, значи да одиме директно да се спротивставиме и да се бориме со болеста, меѓутоа мускултура работи со она што е доброто кај единката. Со способностите, со убавите нешта. Кога ќе ги подобриме тие, например, човек може да има висок притисок или може да има какви било проблеми. И сега што да правим за високиот притисок, пример? И, да речеме, лекар ќе му даде лекови за висок притисок. Меѓутоа, окей, ајде да видиме ти сега што правиш, што е добро во твојот живот, тоа да го зајакнеме. Дали нешто промени во својот живот, освен што зема ликови? Да, значи кои фактори се добри кај тебе, тие да ги зајакнеме, кои фактори се негативни, дај да ги промениме, да ги тргнеме. Пиеш 8 кафења дневно, да. Тоа е голема причина зашто би имал висок притисок или зашто би имал проблеми со тестостерон, например. И ние ги гледаме тие фактори кои што може да се влијае на нив од аспект на животниот стил и ги менуваме. И луѓето искусуваат неверојатни промени, значителни подобрувања. Значи има парови кои што дошле пример кај нас на програма, кои што 2 години се обидуваат да зачнат, не можат и после месец дена, после неколку недели, вика абе се случи, вика чудо, не знам дали е до програмата, ама ете се случи. Ме разбирате? Значи промените во животниот стил директно влијаат на оваа состојба. Да. Јас знам за мои другарки кои што во тој период на бременост, да речеме, нели тоа е особено оној 5-6 месец кога нели оној скриен шеќер треба да се испита кај бремените жени, особено за да се види нели дали има некаков проблем. И знам една другарка која што нели беше зголемен тој шеќер, па ја ставија на диетата, ја велиме сите, нели, начин на исхрана во кој што како и луѓето со дијабет, значи беа избегнати најголем број на јаглехидрати во внесот, да речеме. Не само што ослабе од нели остана само мешато. Моабетот ми е дека сите некако во бременоста сакаме да јадеме за двајца или мислиме дека кога јадеме за двајца, тоа е вистинскиот начин и избор. Всушност му правиме проблеми и на плодот и на себе самите по раѓањето. Точно. Зависи што се јаде. Значи во бременоста нормално е да има зголемен апетит затоа што нели јадеме за двајца. Меѓутоа доколку јаде, пример, високо јаглехидратна исхрана, доколку внесува шеќер, доколку внесува вештачки заследувачи кои што дополнително го качуваат инсулинот, кој што пак кога ќе се покачи го симнува шеќерот, а шеќерот кога паѓа се создава стрв, се создава глад. И затоа често кога ќе јадеме некои јаглехидрати, например сме јаделе баничка или бурек или сокови сме пиеле, после неколку часа нас ни се јавува повторно се растресуваме. Значи тоа е отпадот на шеќерот, фактички. И тоа не значи дека имаме во моментот низок шеќер, туку имаме пад на шеќерот.
шекер. Луѓето често го поистоветуваат тоа, ми падна шекерот, да. низок ми е, не ти е низок. Тебе ти бил превисок, па паднал. Кога сега паѓа, така е. Сега тоа може би влијае на нормален, хормоните и но создава тебе ти е стрв. така е. Да, да. Ти И имаш исто и кај мајките, доколку значи нели многу бремени жени во тој период јадат повеќе, меѓутоа јадат што? Тоа што го има стандардно што го јадат Така сите, е, значи да. јадат јаглехидрати и така натаму и тоа создава дополнително на квадрат создава стрв. Да, и затоа се качува тежината која што не мора да се качи до тој степен. Сме зборувале во овие твои доаѓање овде во Телма и за твоето искуство, и за искуствата на луѓе кои што нели да речеме влегуваат во тој начин на подобрување или нов животен стил како ти го нарекуваш, нели, нов живот. Почна од себе самиот во однос на оваа кето исхрана, така, за да добиеш во маса, како беше мојабето, така, за да Така, никако. точно. Да, значи обратниот процес од инаку, нели? Да. Обично ние сакаме да ославаме, ама ти сакаш никако да се видиш себе си поинаков. И тоа те донесе до поинаков некаков став на сето тоа што се влијае пак на нашиот живот. Нели, дека да влијае не само исхраната, туку и нашата мисла, сето она што го правиме, нашиот однос со луѓето, веројатно пак и во тој процес на носење на своето чедо, треба да внимаваме и како се однесуваме. Нели, и кон другите, но и тие како се однесуваат кон нас. Како велат, ако на детето му пуштате цело време убава класична музика, веројатно полесно ќе биде патот потоа и на заспивање и на нели ќе сака музиката, ќе му направите некакви убави вибрации, се до некаква вибрација која што треба да си ја создадеме во животот. Точно. Точно. Вистина е однесувањето многу влијае затоа што е голем фактор и тоа како размислуваме и како ги нели доживуваме работите. И како се однесуваме кон другите. Така и како се чувствуваме, затоа што сето тоа што значи стрес за организмот, значи алармантна состојба. Значи тоа е состојба на аларм и организмот се менува внатре во борбена готовност и он почнува да се бори со нешто, иако можеби нема ништо. Како што рековме со мечката пред некоја емисија, доаѓа, замислете, човек се чувствува како нели дека е под стрес, како да има мечка, но всушност тука нема мечка. Не ме брка никој, нема ништо, меѓутоа човекот едноставно така се чувствува. За тоа се склоп од ментални фактори, склоп од искуства, од ставови одлуки на единката, меѓутоа тука е и животниот стил од аспект на исхраната, спиењето. На пример, ако човек не спие доволно или ако спие недоволно добро. Значи може да спие 8 сати, ама сонот да не е доволно длабок. Така е, ступати се разбудите, се буди, или површен спие близко до површината, што се вика до будење, тој ќе биде многу посклон да има стрес. Ако човек пие 4 кафења дневно, што пример препораките се викаат 3 до 4 максимум е окей. Според мене, според искуството, тоа што го имам видено, преку 2 кафења е веќе многу кафе. Ме разбирате? Е подобро е што помалку. Значи јас сум во многу кафе. Ако сте над 2, многу е. Да. И што се случува? Ако пие човек 3, 4, 5 кафења, тоа е многу голема веројатност дека ќе му се пројави анксиозност, негативни мисли, може да се јават панични напади. Меѓутоа, луѓето не го поврзуваат тоа со кафето, затоа што не пиеме кафе па веднаш да добиеме нешто негативно, туку тоа се собира. Тоа е стресот кој што полека го нагризува организмот и одеднаш ќе испливува на некаков начин, кој што во моментот кога се појавува тоа, ние не го поврзуваме со причината, затоа што има многу такви причини. Така е. Ке ни кажете нешто сега за кето пастарма Илијава или ќе јадеме само? Може и тоа, ако сакате одма да се пуштиме. Како се подготвува, знаеме дека е ова едно идеално избалансирано кето брашно од кое што треба да го создадеме тестото и потоа што? Или и тестото не е важно како да го создадеме и не. Да, ова е јас ја викам, значи оваа пастрмалија е толку убава каде што корите не ги избегнуваме, туку ги сакаме еднакво како и средината. Значи се сакаме. Се сакаме. Добро, значи, не ги оставаме корите. Да. И сега, она се приготвува скоро идентично како кето пицата што имаме поставено на вебсајтот. Значи, има разлики нормално, али фактички лебот се подготвува исто како што е таму наведено, со тоа што се зима кремсир, 2 лажици кремсир, се мешаат заедно со 180 грама кашкавал, значи кремсир, кој што е моцарела, најдобро да биде. Да, 2 лажици кремсир, супени лажици, да. Се ренда моцарела и се промешуваат заедно, се ставаат во микро. Добро. По 30 секунди се вади, се промешува, се става така 2-3 пати. Смесата не треба да се соедини целосно да биде течност, значи треба да се растопи добро, меѓутоа треба да се гледаат парчиња од кашкавалот. Да. И потоа
исто така, да не заборавам, значи на почеток се пропржува месото и се Добро. остава да не чека за А, подоцна. да не чека. Добро. Зимаме 80 грама кето брашно. Го промешуваме заедно со прашак за пecivo. Добро. Се промешува сето тоа заедно, се става 20 грама протеин. Да, и потоа се промешуваат заедно со првава смеса што ја направивме со Да, кашкавалот. со кашкавалот и со Да. и со крем сирот. Точно, и додаваме една лажица буковец во А и смесата. буковец? Да. Добро. Додаваме буковец и потоа додаваме едно јајце, едно матено јајце и смесата ја мешаме додека не се соедини. Со едини, да не се Да. изравни цели. Добро. Треба да се изравни скроз и потоа таа смеса ја ставаме 10 на 15 минути во фрижидер. А, во фрижидер се Да, направи. малце Добро. да се стврдне. После тоа ја вадиме и ја ставаме да се пече на 180 до 200 степени, зависно од печката, не се Така. сите печки исти. Се пече 10 на минути, ја вадиме, го ставаме месото, ставаме јајце одозгора, малку проматено. јајце? Да. Добро. Ставаме јајце, малку проматено и ја враќаме уште 10 минути. И готово. И готова е. Да. Да. И го добивате ова. Супер, добро. Пред да вкусима, уште гледам дека имам уште некоја минутка па да те потпрашам и за некои други твои искуства. Мускултура МК е нешто на кое што работиш колкав период сега веќе? Колку се? Па од 2016 година Од го имам тоа почнато, 2016, да. Почна нели приказава да не ја враќам, ама почна заради себе самиот, па потоа свати дека некои работи може да се променат заради тоа што Да. ти својот живот го виде поинаков. И за чудувачки сваќа все повеќе работи дека може да се промени. Колку луѓето ти веруваа на почетокот, да речеме таа 2017, а колкав е тој број сега? Колку време требаше за тоа, како да речам, да се пласти, да има Да. повеќе луѓе кои што ќе може да ги откријат придобивките од некој нов тип на животен стил? Има и така, значи мускултура, фактички луѓето веруваат кога ќе погледнат и кога ќе видат тоа што вистината секоја личност во себе некако вродено ја препознава, човек препознава што е вистина. Меѓутоа за да препознае тој мора да погледне длабоко, да погледне целосно. Имате луѓе кои што се поповршни и луѓе кои што се темелни. Мускултура привлекува темелни луѓе. На мускултура не одат површни луѓе кои што не може да дочитаат една статија до крај. Они ќе почнат, ќе прочитаат можеби еден параграф и ќе напуштат. И одма со своите стари Ставови, мислења стари навики и ставови, така, точно. Не може без јаглехидрати да се живее. Меѓутоа тој не прочитал целосно да види што има да се каже. Има преку 100 статии на мускултура. Имате луѓе кои што се детални, кои што читаат се, не мора да прифаќаат, туку треба да прочитаат, да видат, така. Мускултура не бара никој да прифати, Има ли туку луѓе бара кои да што види. има ли луѓе кои што коментираат? Има ли луѓе со кои што сте во комуникација па се објаснувате со факти, да речеме, сакаат Да. и тие своите ставови да ги направат овде, да речеме, во оброкот на денот едни велат вака, други велат поинаку, нели секој од нас треба темелен, нетемелен, бел, црн, ваков или онаков, нели боја на кожа, се Да. верска припадност, се тоа да си одбере самиот што Така е. од лепезата на нешта му се допаѓа. Дали ќе се осврне на тој кој што вели само, не знам, многу јагле, не многу, никој не вели многу, но не знам, треба јаглехидрати, или ќе се осврне на тој кој што вели треба да се направи некаков баланс, или ќе се осврне на тој кој што вели дека кето е добар и така натаму. Да, Така, да. за сите има место. За сите, видите, тоа што велите, никој не вели многу јаглехидрати, Така. Да. Никој не вели многу за ништо. Да. Меѓутоа, знаете кои се основните препораки, стандардни здравствени препораки на светот во секоја земја? 300-400 грама јаглехидрати дневно треба човек да јаде. Тоа е стандардна препорака. Што е 300-400 грама? Диабет. Значи тоа е разболување. Значи тоа е пат Не, до што разболување. значи 300-400 грама? Еве во Тоа јадење. значи да изедете, например, ако изедете кило леп, буквално Добро, 1 дневно. килограм, не 1 леп, туку 1 килограм леп, тоа Добро. значи сте внеле пола кило, 500 грама јаглехидрати сте внеле. Да речеме. Еде, чисто како пример. Или чоколадо, ако изедете 1 кило чоколадо, е 500 грама јаглехидрати. Добро, веројатно нема такви што јадат 1 килограм чоколада или има? Нема, меѓутоа го јадат чоколадото во други производи. Значи ќе изеде ориз, ќе изеде компири, ќе изеде 200-300 грама леп, ќе изеде тестенини, ќе пие сок, литро сок, ќе се напие литро сок, имате 100 грама јаглехидрати во литро сок. Литар сок. Да, сега и препораките исто така велат да се избегнуваат простите шекери, односно додадениот шекер, до 50 грама максимум најмногу, што според мене исто така многу, кога тоа ќе се поврзе со се друго што сме јаделе овесни снеголки, сме јаделе, така, значи сето тоа се поврзува и човек живее
ако внесува 300 грама најздрави јаглехидрати на свет нека бидат. Ако е тоа 300 грама, тој ќе живее со постојано покачен шекер во крвта преку ден. Зборам просечната единка. Така. Ќе живее со постојано покачен. Доколку живее со постојано покачен шекер, иако можеби на тест шекерот му е добар, а он преку ден го покачува рачно механички преку исхраната, постојано живее со оштетување во својот организам, затоа што шекерот нагризува, фактички е токсичен за организмот и затоа инсулинот веднаш се впушта да го отргне. И тоа исто важи за бремените жени. Доколку човек живее со постојано висок шекер, изеде со висока содржина јаглехидрати пред спиење. Тој легнува да спие со високо ниво на шекер и неговиот организам наместо да се одмара, бебчето наместо да расте, организмот се бори со натрапникот кој што е уствари покачениот шекер. Така да покачениот шекер е токсичен за организмот. Не значи, не велам шекерот е токсичен. Организмот мора да има кај секој човек околу 5 грама шекер во крвта има, во секој момент има. И организмот се бори да го држи тоа ниво. 5 грама шекер вас ви треба за да бидете живи, не внесен шекер, туку во крвта да постои. И телото тоа си го создава само дури да не внесувате шекер, он се создава. Се замислете што се случува 100 грама кога ќе внесеме јаглехидрати. Така, тие 5 грама шекер, колку треба да рипнат и колку аларм е тоа за организмот. И така замислете секојдневно со месеци и со години, па како нема да се појават проблеми? Ние си го создаваме стресот самите во својот организам преку исхраната. Така некако му доаѓа. Бомбите ги правиме сами. Значително го покачува хормонот кортизол. Хормонот кортизол дополнително го покачува шекерот, бидејќи така го прави организмот да функционира и човек постојано се врти во едното исто, додека негативните состојби се зголемуваат. И одеднаш кога поминале години, 2, 3, 5 години, како качев ја во околку килограми? Зашо сега толку панично реагирам на работите? Како станав ја вако? Ме разбирате? И тие луѓето се обидуваат да го најдат решението во некоја конкретна работа, што ми направи вака, што се случи, меѓутоа тоа е начинот на живот. Стресовите во различен облик се собираат. Така и се пласта. И излегува тоа на одреден начин се гледа. Да. Добро, Дино, завршуваме со дегустација, така? Да. Добро. Чекај да видам. Да, 38 минути, 10:38 и можам да ви кажам дека ова беше уште едно убаво искуство. Научивме малку повеќе за нешта што значат и за нас, значат и за оние идни мајки. Значи, ако добро слушнавте, тогаш научивте нешто, ако не, тогаш можете да најдете на сајтот секако на YouTube каналот на Утринска на Телма, ќе биде и овој разговор со Дино во оброкот на денот. Нема да може да пробате кето пастрмајлија вака и физички, ама го знаете рецептот, Дино ни го кажа, па ќе можете да си направите.